Предмет општество, оделение трето. Наставна содржина. Роднини, соседи и пријатели на моето семејство. Наставник Виолета Петковска, техничка подршка Виолета Петковска, директор Сојна Спасовска, Основно училиште Кочураци Охрид. Наставни цели: стекнување знаења за роднини, соседи и пријатели на моето семејство. Развивање љубов и почит, взаемно меѓусебно почитување. Развивање навики за убаво и културно однесување. Активностите се на алатката Вакелет на следниот линк. На линкот гледаме илустрација со роднини на моето семејство. Роднини, соседи и пријатели на моето семејство. Колку често и кога се собира твоето пошироко семејство заедно? Дали се дружи со братуќедите, братуќетките? Сигурно дека се собирате на прослави, на заеднички празници. Почесто се дружите со братуќедите и братуќетките. Моите роднини се браќа и сестри на моите родители и нивните семејства. Што тоа значи? Мои роднини се родителите на моите родители. Тие се мои баба и дедо. Тука се ето бабата и дедото на сликата. Мои роднини се и браќата и сестрите на моите родители и нивните семејства. Сестрата на мајка ми и татко ми е моја тетка. Чичко ми е брат на татко ми. Вујко ми е брат на мајка ми. Нивните деца се мои братучеди. Децата од чичко ми, вујко ми, тетка ми се мои братучеди. Многу ги сакам моите роднини и секогаш се радувам на нашите средби. Веројатно и вие се радувате на вашите братучеди и на вашите роднини, како што се радувам и јас. На наредната слика гледаме како соседите се поздравуваат. Најпрви да одговориме на прашањето. Каде живеат соседите? Соседите живеат во нашата зграда или блиску до нашата куќа. Добрососедските односи се важни за сите. Убаво е да бидеш добар сосед. Соседите меѓусебно треба да се дружат, да си помагаат и да си го олеснат животот во населбата во која што живеат. Кои се пријателите на твоите родители? Пријателите на твоите родители ги знаете, ги поканувате на сите ваши прослави, негувате добри односи и со нив. Кои правила на убаво однесување треба да ги имаме кон соседите? Тоа се следните правила. Секогаш пристојно поздрави го соседот. Ако му треба помош на постар сосед, помогни му. Ако некои мали деца во соседството западнале во незгода, помогни им. На ова илустрација гледаме како се одат на училиште две другарчиња или пријателчиња. Пријателите сами си ги одбираме, затоа пријателствата треба да се одржуваат. За дома ќе изработите подсетник за родендените на твоите братучеди и пријатели. Ви благодарам за вниманието и за крај да ја слушнеме песната Пријател од емисијата Дајте музика.